Брзо формирање на Комисијата за заштита од дискриминација и активно учество на локалните самоуправи кои ќе работат на подигање на јавната свест дека треба да се почитуваат човековите права. Ова беше пораката од мрежата за заштита на дискриминација на трибината во Струмица, каде го презентираше новиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Елина Петровска од коалицијата Маргини смета дека и покрај донесениот закон се уште државата нема формирана комисија. Се уште нема решенија или процесите или процедурите се многу бавни. Она кое што во периодот мрежата е посветена и застапувањето за побрзо формирање на Комисијата за заштита од дискриминација. За жал, Комисијата и покрај донесувањето на новиот закон се уште не ја оформи собранието, така што граѓаните во моментот, односно веќе скоро 6 месеци се без никаква заштита од тело кое што треба да биде, нели, државно тело кое што треба да се грижи за повредувањето на човековите права. Граѓаните најчесто се жалат на дискриминација при вработување, етничка и верска припадност, рече заменик народниот правобранител од подрачната канцеларија во Струмица Славчо Тимов. Според него, граѓаните се повеќе се охрабруваат кога станува збор за дискриминација. Лани дони се доставени 80 представки. Граѓаните од година во година се повеќе поднесуваат представки за заштита од дискриминација. Таквите представки ги комплетираме, документираме и ги препраќаме до специјалниот оддел за заштита од дискриминација при народниот правобранител. Па најчести облици на дискриминација е дискриминација на работно место, мобинг, дискриминација при вработување на одредени работни места. Имаме дискриминација по некоја етничка и верска припадност. Во општина Струмица веќе 3 години функционира локалното тело за заштита од дискриминација. Според Нела Масалковска, главната цел на телото е да се создаде фер општина за сите граѓани, кои што ќе бидат еднакви и рамноправни.